Јас би сакал пред да отвориме во Стариот Завет, да се подсетиме уште еднаш на основниот стих кој што не води во целата серија предавања во врска со ковчегот на Заветот, што само минатата сабота заради Светата вечера не го прочитав, а сега продолжуваме да го читаме. Откровение 11 глава, 19 стих. Откровение 11, 19. На крајот од оваа глава, после трубењето на седмата труба и сите настани кои што следуваат по неа, Јован запишал: тогаш на небото се отвори храмот на Бога и се јави ковчегот на Заветот во неговиот храм. И имаше светкавици, и гласови, громови, и земјотрес, и град голем. Господ ќе го објави својот закон за последната генерација во овој свет, за сведоштво на сите луѓе во овој свет, и верници и неверници, од небесниот храм, од небесниот ковчег. Зошто е тоа така? Еве да размислиме често пати, да го повторам уште еднаш митот кој што со децении циркулираше во адвентистичката црква. Господ ќе направи, ќе дозволи, ќе благослови да се открие земскиот, сокриениот ковчег на Заветот и плочите со 10 заповеди, за да тоа биде сведоштво после неделниот закон, тоа да биде сведоштво за саботата, да биде сведоштво за четвртата заповед и така натаму. Тие плочи се напишани на староеврејски јазик, со староеврејско писмо. Меѓутоа, дали откривањето на земските плочи со 10 заповеди ќе представува сведоштво за овој свет, за тоа кој ден е свет ден според четвртата Божја заповед? Ако се открие земскиот ковчег и земските заповеди, сите луѓе ќе се сложат, сите луѓе знаат и нема да биде ништо ново, дека древниот Израел, тогаш кога служел тој ковчег, земскиот, со земските плочи, значи во целиот старозаветен период на израелската историја, сите знаат дека тогаш израелците ја празнувале саботата, дека саботата била ден за... Значи, што ќе сведочи, што е на денешниот свет, ќе му сведочи откривањето на земскиот ковчег, освен ќе биде една интересна археолошка сензација, која што ќе ја потврдува Библијата, ќе ја потврдува библиската историја за сето она што е таму запишено во Стариот Завет. Но дали ќе ги убеди денешните луѓе кој ден треба да празнуваат? Дали земскиот ковчег и земските плочи ќе ги убедат денешните луѓе кој ден да празнуваат? Сите ќе се сложат, да, па ние знаеме дека израелците во Стариот Завет ќе празнувале саботата и ова откритие ќе е само потврда на она што Библијата го пишува во за Стариот Завет. А сега размислете на следново. А ако Господ ги објави 10 заповеди пред жителите на целиот свет во последно време, директно од озгора, од небото, и ако таму пишува сабота, дали тоа ќе биде сведоштво за последната генерација луѓе во светот? Тогаш тоа ќе биде сведоштво, значи Божиото чудо од озгора за денешно време. А земскиот ковчег, ако се открие, ќе биде само доказ за веродостојноста и точноста на оно што го читаме во Библијата и оно што било запишено во Библијата во Стариот Завет. И нема да биде ништо повеќе. Како и да е, ние треба да се запознаеме со земскиот ковчег на Заветот, бидејќи тоа стана битна и актуелна тема во времето во кое што сега живееме и во времето кога се уште се води ова апокалиптична војна во Иран, на Блискиот Исток воопшто. Не е засегнат само Иран,
Израел трпи катастрофални штети. Тел Авив, Стефани, се сеќаваш како изгледаше Тел Авив. Сега знаеш како изгледа. Мнози не велат, нема разлика помеѓу Тел Авив и Газа. И Хајфа, да, сите тие градови. Деновиве беше објавено дека токму за Пасха, во средата беше еврејската Пасха, вечерта, значи четвртокот беше празникот, Израел токму за Пасха трпеше најсилен до сега ракетен напад од страна на Иран. Тие го нападна Израел во саботен ден, израелците го нападна Иран во саботен ден, ако се сеќавате, на 28 февруари. Во очи празникот Пурим, кој што беше празник од старозаветната историја, за спасението на еврејскиот народ тогаш од геноцидот што им се закануваше во кое царство? Во Медоперсиското царство. И сега ја нападна истата држава, Иран, или некогашната Персија, во очи празникот Пурим. Па иранците решија да им се одмаздат среде еврејската Пасха, најсветиот ден за евреите во целата година, да ги торпедираат со најсилниот, најжестокиот до сега ракетен напад. Се огласи и одново Такер Карлсон, новинарот, со кинескиот професор Джијанг, како се презиваше, заборавив, или како се викаше, кој што овој пат рече дека многу треба да се очекува, вели, треба да се очекува овие денови. Израелците сами, кога е матна водата, значи кога трпат вакви тешки ракетни напади, треба да се очекува сега израелците сами да ја срушат со експлозија џамијата Ал-Акса и веднаш да кажат во циешки стил дека тоа го направил Иран, значи некоја иранска ракета. И не е битно дали е тоа вистина или лака. Знаете, луѓето знаат што се случило на 11 септември, врапците знаат, не луѓето, меѓутоа официјалната верзија продолжува да се кажува, колку и да изгледа глупаво. Официјалната верзија е таа. Кој го уби Кенеди? Оној го уби Кенеди. Луѓето знаат дека тоа не е вистина, меѓутоа официјалната верзија продолжува да се зборува колку и да е глупава, затоа што е официјална. Затоа што тоа е формализмот на ниту тајните служби не ги интересира дали луѓето нив им веруваат или не. Ниту политичарите не ги интересира дали луѓето нив им веруваат или не. Не е битно дали нешто е вистина, не е битно дали луѓето ќе ни веруваат. Ние само ќе си го кажеме и кучињата ќе лаат, а караванот ќе продолжи. Така функционира овој свет кој што оди кон својата пропаст. Како во визијата на Елена Вајт за она композиција и она локомотива, каде што целиот свет е збутан во вагоните на таа композиција и композицијата се движи во провалија. Се сеќавате на таа визија? А во локомотивата, машиновозачот во локомотивата бил кој? Бил богот на овој свет, сатаната Луцифер. И како се не, може да речете и Ваал, може да речете и да не ги споменувам другите гадови. Таков е овој свет. И сега живееме во времето кога е актуелна Храмската гора, е актуелна џамијата, третиот храм, и со тоа актуелен станува
ковчегот на заветот. Многу сакаат евреите да изградат трет храм и таму во третиот храм да го стават ковчегот на заветот. Тоа што било славата на првиот храм. Што беше славата на вториот храм? Самиот Божји син и неговите божествени дела во него. И па сега, третиот храм, за да биде славен, мора да има нешто. Не може и без Христа, и без ковчегот не иде. Празно. Затоа ќе сакаат да го најдат, може би веќе знаат каде, може би го нашле, но молчат, и да го стават ковчегот во третиот храм. Сакаат оригиналниот ковчег да го стават во третиот храм. Ако не успеат, ако Господ не дозволи и не успеат да го стават оригиналниот, што ќе направат? Ќе направат фалсификат. И сега, ако не треба да имате ниту седмо одделение, знаете, некои рамноземјаши толку се брукаа на интернет, што тропаа глупости, што седмо одделенци ќе им се смеат, по физика, например. И сега, не треба да бидеш ниту седмо одделенец, за да знаеш дека колите близачки во Њујорк не се срушија од тоа што удриле наводно патнички авиони во нив. Друго, не треба да бидеш ниту седмо одделенец, за да знаеш дека не може лесната шасија на авионските крила да ги сече кулите како нож по путер, кулите со дебели бетонски и челични столбови. Како што на светот му се сервираше медиумски, дека авионските крила тоа го направиле. Од кој материјал се градат авионските шасии за да летаат? Ја така знам, алуминиум. И сега замислите крилото да ги сече бетонските и челичните столбови на кулите, алуминиумското крило. Значи, геволите им се смеат на луѓето во овој свет, кои што нив им веруваат. Значи, ве прават глупави, а во пандемијата ги нарекува крдо. Значи, ептен отворено ве споредие со животни, затоа што они сметаат, кога ние отворено ве лажеме, а вие ни верувате, тогаш сте животни. А зошто ни веруваат? Зошто луѓето сакаат да му веруваат на ѓаволот? Зошто луѓето сакаат да веруваат на лагата? Или според Христовите зборови, зошто луѓето повеќе ја засакаат темнина? Дошла светлината, вели, светлината ја отфрлија дури и самиот избран народ, а ја избраат темнината. Зошто? Зошто им одговараше повеќе темнината? На кого повеќе му одговара темнината? Затоа што нивните дела беа зли. Исус дори вели, зли беа нивните дела. Знаете, ако сте гол или голи по дома, кога е подобро да сте голи? Не мора дома, може и надвор на улица. Кога е темница или кога е светло. Ако сте веќе голи, подобро е во темница, нели? Но Лаодикејецот мисли дека е облечен како царот во бајката на Ханс Кристиан Андерсен. Вие дори за време на поуката ми дојде мисла, веројатно Ханс Кристиан Андерсен бил инспириран од Откровение, 3 глава, 17 и 18 стих, за да ја напише таа бајка. Царот е гол, ама сите велеа, не, царот е облечен, има прекрасно руво, раскошна облека.
а сите гледаат дека е гол. Само едно мало дете се дрзна да ја каже вистината, дека царот е гол. А возрастните, паметните, учените луѓе, сите гледаат дека е гол, но не смеја да кажат дека е гол. Ако кажеме дека е гол, ќе не направат глупави. Ќе кажат дека сме глупави. Видите какви се комплексите на грешната човечка природа. Така, може да настават и фалсификат. Ковчег, не баш оној што Господ го сокрил во времето на пророкот Еремија, и да каже дека тоа е ковчегот на заветот. И светот ќе верува. Светот нема друга работа, освен да верува во лагите на медиумите и политичарите. Затоа што лагата им одговара. Они сакаат да живеат во лага. Они сакаат грев и затоа лагата им одговара. Луѓето сакаат грев и затоа сакаат подобро е да бидат мајмуни и да се прогласуваат себе си за најблиски братучеди на шимпанзата, односно најблиски роднини. Зошто? Затоа што ако се шимпанзо, не е битно како живееш. Не е битно, нема морални правила, нема закон, нема срам. Едноставно ги исполнуваш своите нагони и своите страсти како ќе ти се кефне во моментот. И затоа грешникот сака да биде шимпанзо. Сега не може да биде баш шимпанзо, бидејќи се родил како човек. Па мора да живее во цивилизирано човечко општество. Па најблиското е да се прогласи за потомок или за братучет на шимпанзата, само за да се порекне оној пред кого сите ќе одговараме за целиот наш живот и за сите наши дела, според оној закон кој што се наоѓа во ковчегот на заветот, во плочите на сведоштвото. Денес ќе почнеме да се запознаваме малку по-детално со историјатот на ковчегот и да ве потсетам само на мислата од минатата сабота, да ја повторам уште еднаш. Дали во Библијата постојат податоци кои што се излишни, кои што се вишок, така да речеме, здодевни податоци што не морало да бидат запишани, или се што е запишано е битно. Битно е. Значи, вечер, за разлика од минатата сабота, за која што имаш, ајде да речеме, оправдан изостанок, вечер те молам дојди на видеото за светилиштето. Не ја зборувам само за ковчегот. Ковчегот, откако бил направен, со димензиите и материјалот што ги споменавме, се наоѓал каде, историски. Првата негова локација била во самиот шатор, во светињата на светињите, и заедно со шаторот и целиот израелски народ се движел низ пустината, се до влегувањето во ветената земја, во времето на Исус Навин. Сега би сакал да отвориме во Библијата и да прочитаме еден текст пред да положиме со историјатот на ковчегот од влегувањето во ветената земја, од времето на Исус Навин па натаму. Поточно ќе прочитаме и пред самото влегување. Да отвориме, прво сакам да отвориме во книгата Броеви или 4-та книга Мојсеева, 4-та глава, од првиот
до 6 стих. Значи, Броеви, 4 книга Мојсеева, 4 глава, од 1 до 6 стих. Да одговориме прво на прашањето, и ќе се подсетиме, бидејќи последен пат зборував за тоа пред 2 години, тогаш таа пролет. Дали е едноставна работа, што мислите, дали ќе биде едноставна работа да се открие ковчегот на заветот, таму каде што е скриен, од било кој денес, од било кои луѓе, дали се тоа археолози, дали се тоа научници, дали се тоа владини агенти, агенти на Мосад, полиција, војска, владини, невладини, секакви. Дали е едноставна работа било кој човек денес, на било која функција, не е битно. Дори свештени лица, проповедници, пастори, рабини, попови, калугери, свашта. Да го откријат ковчегот на заветот и да го пренесуваат наваму натаму. Дали тоа е едноставна работа? Зашто не? Ајде да прочитаме, да се подсетиме уште еднаш на некои библиски факти. Значи, од првиот стих во 4 глава Броеви, им рече Господ на Мојсей и на Арон, велејки, преброј ги катовите синови, меѓу синовите Левиеви, според родовите нивни и според семејствата нивни. Значи, сите потомци на некој си левит Каат. Од 30 години па нагоре до 50 години способни за служба, за да ги вршат сите работи во скинијата на собранието. А ова е службата, значи, само на катовите синови. И сите левити имале своја служба, сите други левиеви семејства, секој си имал своја служба, своја работа во светилиштето, а овие катовците имале, синовите на Каат, имале следнава специјална должност, специјална служба во светилиштето. Да не забораваме дека ковчегот на заветот представувал најсветиот предмет во целото земно светилиште и во целата израелска религија. Точно или неточно? Точно. И истиот тој ковчег, кој што постои и е до ден денес скриен, е што? Свет или е обичен предмет? Или станал обичен? Бил свет па станал обичен? Не може така. А ова е службата на катовите синови, 4 стих, во скинијата или шаторот на собранието, што? Да ја носат, овој превод вели, најсветата светиња. Како вели Константинов? За светињата над светињите, што значи второто одделение. Значи, најсветото одделение во целото светилиште. Зошто светињата над светињите така се вика? Зошто таа била најсветото место? Понекогаш Божјото присуство се објавуваше и надворот тоа одделение. Понекогаш Божјото присуство се прикажуваше во целото светилиште. Па левитите тогаш не можеа да вршат служба, мораа да чекаат надвор. Понекогаш пред вратата, значи надвор пред очите на целиот народ, столбот од оган или од облак го водел целиот народ, значи го напуштал светилиштето, се издигал и одел напред. Тоа било знак за движење.
кога ќе се искачал, значи Божјата слава горе, тоа било знак за собирање, спакување, и кога ќе почнал да се движи самиот облак или столбот од оган, но ќе целиот логор, целиот народ се движел низ пустината. Кога застанувал? Тогаш кога столбот или облакот ќе застанале над некое место и повторно распакување, повторно цел логор се гради на тоа место и повторно се конструира самото светилиште, самиот шатор и повторно Божјата слава се спушта и влегува во светињата над светињите. Најсветиот предмет се наоѓал таму, ковчегот на заветот. 5 стих. Кога ќе треба да се крене на пат, Аарон и синовите негови да влезат и да ја симнат покривната завеса. Која е таа? Завесата што ги одвојува светињата од светињата над светињите. Така. И што да направат со неја? И со неја да го покријат ковчегот на заветот. Ковчегот на заветот е нешто што кога требало да се движат и кога требало да се носи, да се изнесува, требало да биде како прво покриен. Значи, тоа злато што се гледа од надвор, тоа требало да биде се покриено. Понатаму, и врз тоа, врз завесата, бидејќи самата завеса е света, таа што ги одвојува двете одделенија, таа пред која што се кадело и пред и зад неја, таа која што доаѓала директно во допир и со темјенот од кадењето и со Божјата слава внатре во светињата над светињите. Врз таа завеса што? Да ја покријат со покровот од скапоцени кожи и над него да ја стават покривката цела од синкаво ленено платно и да ги постават носилата. Дали е вака во Константинов? Како е? Добро, значи дали тоа синото платно е трета работа во однос на завесата и скапоцените кожи? Благодарам. И да ги постават носилата. Што се овие носила? Се сеќавате? Ковчегот од страните имал што? Алки. За низалките да влегува што? Ластеграки, да, се сеќавам во Константинов. Лостови. Сега. Значи, ковчегот не бил пренесуван како што ние пренесуваме мртовечки ковчег. Од капела до автомобил. Кога синовите на Каат требало да го пренесуваат ковчегот, ниту еден од нив не смел да го допре ковчегот. Прво, ковчегот бил изолиран, да ни случајно да не го допрат, со сите овие покривки и кожи. И повторно, единственото што требало да го допираат, да го фаќаат носачите, било што? Да, или лостовите, или носилата, како што вели овој превод. Да го кренат, да си ги стават лостовите на рамења и така да се движат. При пакување, при распакување, при поаѓање, при застанување, сето тоа требало да се врши со најголемо внимание.
Господ сакал израелците да стекнат свест колку навистина е свет тој ковчег. Епа, што би направиле денес, ако денес го откријат ковчегот, каде што е скриен? Што ќе направат? Што ќе се случи? Што му се случи на Уза? Секавате на Уза? Кога ќе дојдеме до таму, проучувајќи го историјатот на ковчегот, ќе зборуваме во детали. Ковчегот бил нешто бетер од некој трансформатор денес, на кој што има мртовечка глава, знак за молња и силно предупредување за опасност по живот. Висок напон. Не само ковчегот, целото светилиште било висок напон. Се сеќавате пијаните синови на Арон, што ги стрефи, кога влегле во светињата на светињите, пијани. Висок напон со тук оган, да. Затоа што биле пијани и ја сгрешиле. Библијата само вели со тук оган влегле. Библијата не кажува дека биле пијани. Од каде знаеме дека биле пијани, па затоа ја сгрешиле службата од духот на пророштвото. Еве уште еден детаљ што го нема во Библијата, а духот на пророштвото ни го кажува. Да, значи не оне што не постапиле погрешно, значи не според инструкциите, според типикот на службата, што би рекле денес. Ги стрефило молња, струен удар и мртви на лице место. Кој? Синовите на Арон, значи внуците на Мојсей. Видите колко е Господ непристрасен. Господ може да има најголемо почитување спрема Мојсеја, кој што дори го издвоил од другите пророци. На другите пророци им се објавувам во сон или во видение, а со Мојсеја зборувам лице в лице, и не ги поштедил внуците на Мојсеј. Ама Господ, тие ми се внучиња. Ама Господе, дај, нема тоа кај Господа. Токму така. Кога е гревот во прашање, нема ни најблиски роднински врски. Кога е гревот во прашање. Што дури во времето на Немија читаме, им наредил на сите израелци што имале туги жени, да тоа веројатно не биле бракови, тоа биле така на диво. Да мора да ги остават, да мора да се одвојат од нив. Не само со нив. Го споменавме и Уза, ќе споменеме уште еднаш и други примери од старозаветната историја. Која интересна улога ја имал ковчегот кога израелците требале да влезат во ветената земја? Да. Благодарам. Значи сте читале Библија, добри сте. Или имате добра меморија? Каде ќе го најдеме тоа запишено во Библијата и денес со тоа ќе завршиме. Ќе отвориме во Исус Навин,
Прво ќе отвориме во... Ајде одиме малце поред. Прво 5 глава, 10 стих, сакам да прочитаме. Исус Навин, 5.10. И тук имаме 5.10. Како во втора летописи од минатата сабота. Тука се вели дека кога израелците стигнале во местото наречено Гилгал, каде што таа втората генерација била обрезана, и се задржаа синовите Израелови во логорот во Гилгал, и вечерта на 14-тиот ден од месецот направија Пасха во рамнините Ерихонски. Тука не се споменува ковчегот, меѓутоа штом таму се задржале подолго време и штом таму ја прославиле после обрезанието, таму ја прославиле првата Пасха, бидејќи необрезани не можеле да ја прослават според законот. Таму се задржале подолго време, значи дека таму престојувал и целиот шатор, целото светилиште, и таму тоа било првото место после пустината, после талкањето 40 години, каде што се наоѓал како локација пребивал ковчегот на заветот. Во 8 глава пак, 33 стих, се споменува еден случај. Исус Навин, 8 глава, 33 стих. Кога одново бил читан законот под гората Евал. Знаете тие две гори, Евал и... Како? Да, или Гаризим, зависи од кој превод. Помеѓу Евал и Гаризим, каде што своевремено се читале проклетствата и благословите, во времето на Мојсей, целиот логор израелски бил каде? Па помеѓу тие две гори, така. И таму се наоѓал и ковчегот, и целото светилиште. Овдека се вели во 33 стих: сиот Израел, старешините негови и управителите негови и судиите негови застанаа од едната и од другата страна на ковчегот спротив свештениците, левитите, кои го носеа ковчегот на заветот Господов, како природените, така и исто и придојдените жители. Едната половина од нив кај планината Гаризим, а другата половина кај планината Евал, како што порано Мојсей, слугата Господов, беше заповедал да се благословува народот Израелов. И тука било одново читан законот, значи целата оваа втора генерација што влегува во ветената земја, да се запознае со законот и одново да се заветува на послушност кон него. Сега, што се случува понатам? Исус Навин и неговата војска, целиот израелски народ, споменавме и во проучувањето на хероите на верата, освоија не баш лесно и не баш мазно, некаде и со големи жртви, заради непослушност и заради проклетство, почнаа да освојуваат многу места, за да постепено така се населат во ветената земја. Меѓутоа и самиот Ерихон, каде што ја доживеале најголемата неволја, па и блиското место, градче Гај, тие се наоѓале на пат, така да речеме. Меѓутоа,
Преминувањето на реката Јордан за тоа време и во тие услови представувало немала работа. Било тешка работа. Па не само за тоа време. Денес, било која поголема река, без мост, може ли да се премине лесно? Што прави, например, војската за да ја премине? Че постои цел род инженерија. Зошто постои? За еден куп такви привремени градби, за да се совладаат некои природни пречки. Сега во Јордан немало крокодили и тоа ќе беше дополнителен проблем. Слава Богу што и кај нас нема. Кој го однесов Роберт Панеков, кога го однесов прв пат на матка и кога ја видеа реката, рече: ова е исто како во Дарвин, Австралија, само што немате крокодили. Слава Богу што тоа ни фалеше, крокодили да имаме, па да не смееме да влеземе внатре. Или дури ни да ги преминеме. Ако ги гледате овие канали со животните, како цело крдо говеда треба да поминат река, тоа е голем проблем. Дури и за лавовите е голем проблем. И за слоновите. Затоа што во реките има крокодили, демнат крокодили. Единствените кои што не се плашат од крокодилите во вода е нилскиот конј, хипото, значи, тој е цар. А замислете вегетаријанец. И најмногу луѓе се убивани од нилски коњи, мислам некаде 400 годишно, од вегетаријанец. Најмногу луѓе страдаат од вегетаријанец, од нилските коњи, таму во Африка, отколку од зверови, месојадниве зверови. Нилските коњи не те убиваат заради храна, не им требаш за јадење, туку затоа што си се дрзнал да влезеш во нивната територија. Да. Нилските коњи многу подобро ги чуваат своите граници и сите други зверки од многу денешни држави. Особено денес. Како израелците го премина Јордан? Што се случило за да се премине Јордан? Меѓутоа, значи, на Јордан Господ направи слично чудо како и каде? На Црвеното море. Чудото на Црвеното море беше за првата генерација, таа што изумре во пустината, иако јадала и мана, и пиела вода од карпа, и еден куп други чуда, но не примила се од Божјата уста и затоа изумре во пустината. Да, во третата глава почнува преминувањето, бидејќи ова не се споменува во Евреите 11 глава, затоа и не го проучувавме тогаш, лани. Па сега да продолжиме или да направиме тука пауза? Како стоиме со време? Исус Навин, 3 глава. Ај само да кажеме рекапитулација. Господ ги отвори водите на Јордан, за да цел народ помине по суво, но за да се случи тоа чудо, на чело на народот требало да се стапне во вода со ковчегот на заветот. Сега, ќе ни стане јасно зашто израелците многу подоцна во времето на Самуил им текнало, кога ќе треба да се соочат со филистејците, со непријатели, веднаш ковчегот. Ковчегот и на бојно поле.
Меѓутоа, дали тоа секојаш функционирало? Не. Да. И тие загинаа исто. Но за нив подоцна кога ќе дојдеме таму. Господ наредувал најсветиот предмет и читавме за тоа при рушењето на Ерихонските ѕидови, лани, најсветиот предмет да оди напред. Зошто? Да, тоа било престолот над ковчегот, поклопецот на ковчегот се викал како? Да, има разни имења, значи престолот на милоста или престолот на благодатта, како рече, чистилиште или помирувалиште или капакот, да. И тоа било, бидејќи е престол, значи дека таму над поклопецот, а помеѓу херувимите, таму пребивала Божјата слава видливо, Божјата шехина. Кога мирувало, кога се мирувало, логорот, ковчегот, светилиштето, таму се наоѓала Божјата слава. Каде требало да прска со крвта на помирувањето, првосвещеникот во денот на помирувањето, каде требало да прска со таа крв врз капакот, врз самото помирувалиште. Ова е многу интересна тема. Зошто го правил тоа? Зошто врз капакот на ковчегот? Зошто врз ковчегот? Зошто врз ковчегот? Гревот значил повреда, престап на законот. На кој закон? Тој што се наоѓа во ковчегот. И тој требал да биде покриен со поклопецот, да не се гледаат плочите на заветот, и над поклопецот да биде крвта на помирувањето. Во Стариот Завет крвта на животни. Во Новиот Завет Христовата крв на небесниот ковчег. А не како што тврдеше Рон Уајат, дека наводно ја открил Христовата крв врз земскиот ковчег. Таму 82 година. И за него подетално ќе зборувам во иднина, кога ќе дојдеме до таму. Бидејќи ковчегот на заветот има не многу се споменува во Библијата, на малку места се споменува во Библијата ковчегот, меѓутоа има една многу бурна и интересна историја, која што до ден денес продолжува, бидејќи ковчегот постои и ден денес, само што е скриен. И мнозина тврдат дека го нашле, но никој не го открил, никој не го покажал. Па јас си го поставувам прашањето, дали е можно ковчегот да е веќе најден? Тоа не изгледа многу неверојатно. Да знаат каде се наоѓа, но што не можат. Па тоа е проблемот. Джиш, струја. Значи, имаме проблем, може би и знаат каде се наоѓа, но тоа не е едноставна работа како да го изнесам сега во јавност и да го прикажам пред светот. Таму не може да влезат новинари со нивните апарати и да штракаат. Таму удира струја. Струјата што на своја кожа ја осетиле Уза, синовите на Арон, и илјадници израелци во Бет Шемеш, за тоа ќе читаме подоцна. Тоа не е мала работа. Најсветиот предмет. Зошто ковчегот на заветот бил најсветиот предмет? Што имало во него? Значи, 10 заповеди, што сакал Господ да каже со тоа? 10 заповеди се што? Свети.
10 заповеди се нешто најсвето. Се разбира, има нешто што е посвето од нив. Самиот Христос, неговата крв. Но, до Христа навистина немало посвет предмет. А тој и ден денес постои. Што мислите, дали денес е лесно да се извади ковчегот, дури и ако знае Израел и Мосад каде точно се наоѓа? Тоа мислам дека не е едноставна работа и дека не постои човек, не постои класа на луѓе. Они се направија и денес Синедрион, и денес имаат избрано левици, но голем е знак прашањето. Они може би не знаат кои левити се Катови синови. Се едно и да знаат, може би и тука имаат проблем, бидејќи Стариот Завет не функционира. Стариот Завет умрел кога Господ беше закован на крстот. И Господ нема да признава ни катовци, ни левити, нема да признава, никого нема да признае за да го изнесе некој ковчегот. Само ангелски раце може да го изнесат ковчегот и да не пострадаат. Никој на земјата грешник, најверојатно на било која функција да се наоѓа и да знае каде нема да може. Односно, мнозина може би пробале, може би некои агенти на Мосад, може би некои археолози, ако навистина го нашле, може би војници, полицајци, не знам, може би свештеници, левити, рабини, не знам. Може би сите тие се испробале, но се случило што? Струен удар. Се разбира, може би со спекулации, не знам. Може би никој се уште не знае каде се наоѓа ковчегот и никој никогаш не го видел. Но важно е ова и да знаат и да го откријат еден ден, во смисол да знаат каде се наоѓа. Нема да биде ниту малку едноставна работа да може да го изнесат, особено не да го прикажат пред целиот свет. Ова требаше да го знае основачот и директорот на адвентистичката телевизија 3ABN, Дани Шелтон, кога Рон Уајат го излажа 89-та година на патување во Израел, во Ерусалим, за да му го покаже во која пештера точно он наводно го открил ковчегот на Заветот. И на Дани Шелтон и на 3ABN телевизијата им даде ексклузивно право дека ќе бидат првиот медиум во целиот свет што ќе го сними ковчегот и ќе ја прикажува таа снимка. И тоа не е мала работа. Една адвентистичка телевизија да ти биде кажано, ти ќе бидеш првиот медиум од сите светски медиуми што ќе го сними ковчегот. И после твојата снимка ќе ја превземаат сите други медиуми. Но што се случи? 3ABN и Дани Шелтон отидоа во Израел таа 89-та година. Рон Уајат ги олесни за 10.000 тогашни американски долари и таму не снимија, ниту со голи очи не видоа и не најдоа ништо. За жал. Измама. А Господ не предупреди. Во ова последно време, внимавајте да не бидете излажани, бидејќи денес е толку лесно да бидете излажани. Толку лесно. Денес е многу лесно да се биде глупав. Затоа што на мнозина им е многу убаво да се биде глупав. Па ако треба и да веруваш дека алуминиумските крилја ги сечат бетонските и челичните столбови како нож по мек путер. Или било какви други глупости. Нека Господ не сочува, нека не помилува и нека не загрее
со својата благодат, да не бидеме повеќе млаки, туку жешки за Него и Неговата вистина. Амин.